Почитувани гледачи, добро вечер. Нова сабота, ново издание на емисијата 15 минути со. Следниве 15 минути на програмата на ТВ канал Ловис, ке поразговараме со Далибор Плечич, нашто граѓанин, писател и литературен критичар. Далиборе, добре дојде во емисијава. Добро ве најде. Минатата седмица зборувавме, повторно ми беше гост, но во малку поубаво друштво, заедно со Ано Витанова Рингачова и Сузана Мицева, изборувавме за двобројот на списанието Зенит, на Сдруженијето Иван Василевски. Сега малку повеќе за тебе. Далибор Плечич, веќе реков, писател и литературен критичар. Што друго? Што друго? Да. Па добра е да кажеме покрај ова редактивна работа во Зенит, исто предавам македонски јазик. Каде? Во Маршал Тито. Во Маршал Тито, да. училиштето. Во училиштето. И како ти оди? Колку си исполнет како писател, како литературен критичар, а соработуваш со некој кој малку знаа за таа работа. Малку знаат и од јазикот. Така е. Да. Имаме сега добро, тоа е сосем друг тип на работа. Добро. Ајде да кажеме така нескромно кажано, малку е мисионерска, бидејќи треба да се представи сега, да се представат основите на јазикот, на пример, за одреден дел од популацијата кој објективно слабо го познава, макар во тој литературен облик. Меѓутоа, како работи и дејности не се одвоени толку многу, бидејќи сепак се однесуваат за и двете се поврзани со јазикот, и двете се поврзани со некој начин со културата. Дали култура во поширок смисол на зборот, како култура на однесување, не само како култура, како дејност, меѓутоа сепак имаат своји допирни точки. Она што е интересно во таа работа е тоа што најдувате на работи кои истовремено ве изненадуваат, меѓутоа прават да ви бидат предизвик. Така што е предизвикувачки да се пренесат некои работи кои претходно сте морале да ги, ајде да кажеме така, соџвакате во својата глава. На која возраст се твоите ученици? Тоа се до деца од 6 до 9 оделение, значи некаде до 14 години најмногу. Со тоа што имам... Она што ме интересира, колку децата на таа возраст пројавуваат интерес за македонскиот јазик, за литературата? Па мислам дека ситуацијата во тоа не е толку сјајна. Меѓутоа, тоа е еден светски феномен. Ајде, нема само да го локализираме тука како проблем на Струмица или Македонија. Мислам дека има во светот намален интерес за тие работи. Она со кое што ние се соочуваме тука, кои предаваме македонски јазик, е тоа што тоа воглавном се проблеми со совладување на литературниот јазик. Така. Од сите ученици. Значи, без разлика на верска или национална етничка припадност, сите деца го имаат тој проблем и се поизразене. И каде ти го гледаш проблемот? На што се должи тоа? Зошто е тоа така? Поливалентен е проблемот. Мислам дека постои како проблем во образованието, а постои проблем и како домашно воспитување, како еден вид на домашна култура или изложеност на тој јазик, ако сакате. Да, но и влијание на околината која се помалку го употребува онака како што треба овој македонски јазик. Па знаете како, јас мислам дека има тука многу голем удел и тоа што се присутни новите технологии, така што вие кога гледате јутјубер или тикток или не знам сите тие работи, таму литературниот јазик баш не е задолжителен, некогаш и не е пожелен, бидејќи изразува некаква догма, така да кажем, и така да тоа е проблем што порано ние како деца можеби ја доживувавме, можеби постарите генерации ја доживувале телевизијата како нешто негативно, меѓутоа испадна дека таа била во тој момент многу просветно образовно ориентирано отколку новите медиуми кои тешко се контролираат. Не велам дека треба да се контролираат, меѓутоа некако. За жал дури и на медиумите, дури и на тие електронски медиуми како што е телевизијата, радиото, се неправилно се употребува македонскиот јазик. Што вие, луѓето кои се занимавате со образование, кои се занимавате со литература, правите за тоа тие нешта да се променат, наместо да бидете неми наблудувачи? Она што може да го направиме е во рамките на образовната институција, да кажеме. Сега се она што е вон тоа е
малку проблематично, бидејќи сега сме, поготово сега, особено кога живееме во време на затвореност, односно со овие нови околности, кога сега немаме ни физички контакт со децата, имаме онлайн настава која е многу специфична, за тие работи многу тешка. Меѓутоа, она што може да се направи, да се инсистира максимално на тоа, на сите часови, во секакви околности, да се користи литературниот јазик во она мера во која го имаат совладано до тој момент. Без разлика дали тоа е сосема правилно, како што велите или не, со тек на време тоа може да се бруси и да се работи на тоа. Меѓутоа да стане начин на живот и начин на размислување. Да почнат децата да не го доживуваат тоа како алиениран, како некоја форма на изразување која е тотално вон контекстот во кој живеат, туку да биде внатре во контекстот во кој живеат, да се соживеат со тоа. Тоа е тешка мисија. Далибор Плечич е писател и литературен критичар, а многу малку објавува своји нешта. Зошто е тоа така? Многу малку објавував, сега планирам малку да го променам тоа. Добро. Особено во текот на оваа година. Нема да правам некои големи најави, меѓутоа кога ќе се оствари тоа можам да го објавам. Пишувам, планирам да објавам збирка раскази и роман. Со збирката на раскази веќе сум готов, тоа треба само да се технички обработи, а романот е уште во процес, меѓутоа ќе биде готов секако до крајот на летото, аз мислам дека ќе биде готов. Она што го објавувам сето време се книжевни литературни критики за регионални списанија и особено за Букса, каде сум редовен од Хрватска, и за едно американско списание од Нью Джерси кој се вика Literature Review. Тоа се некои две мои куки во кои постојано објавувам и плюс текстови во Бетон и така некои други веб-сајтови, портали, списанија од регионот. Многу помалку овде во Македонија за сега, меѓутоа ќе го промениме тоа. Така, и кои дела, кои автори се твој интерес кога пишуваш литературна критика? Вообичаено се тоа регионални автори. Под регионални, сега овој термин регион е малку специфичен. Балканот, да кажеме. Меѓутоа, кога зависи, кога пишувам за Букса, тоа се автори кои пишуваат на српско-хрватски или она што се нарекува денес политички коректно БХСЦГ, како го викаат тоа. Значи, тој е заеднички јазик на српски, хрватски, босански и црногорски. Кога пишувам за The Literature Review, тоа се воглавном рецентни автори од Европа, Америка, а меѓутоа и од третиот свет. Фокус на третиот свет, значи може да бидат автори од Индија, Иран, скоро имав и така. Јапонија. Супер, одлично. Добро. Роман и збирка раскази, мотивска определба, ќе зборуваме или? Романот е, ајде да кажеме, со доста автобиографски црти, меѓутоа со еден вид на мислам Значи од ова подневие, така? Да. Добро. Меѓу другото. И спои има една наративна игра во половина, да кажеме, ќе биде со некој омнисцентен сезнанички наратор кој зборува за една девојка која е во фокусот на романот и половина ќе биде во прво лице во кое се друг еден наратор зборува за своји некои догодовштини во кои се инкорпорирани тие автобиографски елементи, да. Ке се занимаваме ли со прогноза? Треба ли да очекуваме и едното и другото да бидат готови во 2021? Треба да очекуваме. Треба да очекуваме. Дај Боже, нештата со пандемијата од COVID-19 да поминат, претпоставувам и сиво размислување да направиш и некаква промоција. Тоа е многу тешко прашање. И кога зборувавме минатиот пат за Зенит, пропуштивме тоа да го кажеме, меѓутоа ајде да кажеме дека има и некоја намера во тоа пропуштивме. Бидејќи не знаеме како ќе се одвиваат работите, кога ќе можеме пак да правиме такви работи, а овие промоциите се извонредно важни од многу аспекти, на многу нивоа. Не само како промоции на самото дело, едноставно служат за еден вид на поврзување, контактирање со луѓето, што е особено битно. Без тоа мислам дека тешко дека и можат да постојат овие дела. Инаку сакав да ви кажам дека се занимавам и со преводи. Да. Од повеќе јазици и можам да кажам дека
можам да преведувам и на македонски, можам да преведувам и на српски, што моментално тоа го правам од бугарски. Да, за еден автор од Бугарија, Петар Денчев и така натаму. Српскиот јазик го знаеш од татко ти. Така е, јас во англискиот се користи она фраза native language, така јас можам да кажам за македонски и српски дека ми се native languages. Да, како зборуваме за македонскиот јазик, нели како мајчин јазик, српскиот јазик ти е татков јазик. Опа, ајде да кажеме да. Така? Да. Добро. Што работи Далибор кога не пишува проза, кога не пишува литературна критика, млад човек, веројатно имаш и други интереси? Имам. Да. Меѓутоа сите мои интереси главно се фокусирани во последно време на мојата ќерка и фамилијата, да. О, супер. Колкава е ќерката? Сега ќе наполни во јуни 4 години, значи на некоја 3,5 годишна возраст, возраст која сака повеќе внимание, нормално. Да. Јас спомена, знам дека татковците многу си ги сакаат ќерките и таа љубов е соодветно возвратен. Како ти поминува обично тоа време со ќерката? Можам слободно да кажам дека тоа ми се најубави мигови, да. Без никаква лажна, како се вика, без никакво филување на работи, тоа е навистина така. Ме навракаш и мене во периодот кога мојата ќерка имаше 4 години, јас секоја недела, едва чекам да дојде недела, да си ја земам ќеркичката за рака и во недела излегувавме низ град. И верувај, мојата ќерка има сега 22 години и таа традиција не ја напуштивме. Се уште со ќерка ми и на 22 годишна возраст излегуваме во недела. Јас се надевам дека ќе тоа е мој дел. Но добро. Твојот татко е од каде? Далибор е струмиченец, но твојот татко е војно лице кое се нашло во Струмица, така? Така е. Мојот татко е многу поголема струмичка икона од мене. Да. Например, јас повеќе го знам таткото отколку што те знам тебе. Добро, јас не живеев тука некој период. После студиите во Скопје, па некој малку во Белград, па малку во Европа и така натаму. А татко ми е сето време тука, ајде да кажеме од 75-та, јас мислам. Така? Да. И затоа велам дека е многу пострумиченец од мене. И подолго е тука, и потемелно е тука. Така, добро. Да, инаку е од Вишеград. Тоа е град во Босна. Град во Босна, познат по Иво Андрич и неговото дело Мостот на Дрина. Така. И тој е многу горд на тоа. Имаат она позната изрека таму дека не морам да ја читам книгата, сум одел по мостот као. Да. Да. Супер. Да. Добро, татко ти го знаеме по тоа што си шета едно прекрасно кученце низ Струмица, ние и по таа основа се знаеме бидејќи. Можам да ви кажам анекдота за кучето. Да, кучето се вика Мичо. Како? Мичо. И да ви кажам анекдота, исто така има постојат луѓе кои не ги знам, а го знаат кучето. Така. И кога јас сум го шетал порано, се случи едно дете да каже: Мамо, види куче, а мајка му го исправи, не е тоа куче, сине, тоа е Мичо. Баш така, добро. Да. Што е тоа што твојот татко го задржа во Струмица? Многу од војните лица заминаа од Струмица, заминаа од државава, се вратија во своите матични татковини, но татко му на Далибор остана овде. Зошто? Па добро, тие некои... Љубов ли е во прашање? Љубовта секако, во прашање на прво место, така е, тука се запознал со мојата мајка. Меѓутоа, во некои тие матни времења кога се случува ужасни работи на Балканот, тој најправилно и според мене донесе одлука со најголем интегритет по мене да биде абстрахиран од тоа. Просто не сакаше многу мудро од негова страна. Да, не сакаше да учествува во работи во кои длабоко не верува и кои се длабоко и сега се испостави, особено после со оваа историска дистанца, дека се работи кои се гнасни, кои не соодветствуваат со цивилизацијскиот развој во кој би требало да се наоѓаме. И во таа своја одлука се покажа дека постапил правилно и
ако вака километарски кога гледаме Струмица најдалеку од тоа, така да мислам дека останал на добро место. Супер. Да. Значи станува збор за две љубови, љубов кон Да. сопругата и љубов кон Струмица. Да, Претпоставувам. добро, па да. Така, добро. Имаш интересно име, кога сме веќе кај твојот татко, уште нешто ќе ти кажам, твојот татко носи мустаки, Да. и вашето презиме Плечич ми асоцира на еден кошаркар кој на времето ги бранеше боите на репрезентацијата на Југославија, Никола Плечеш, и тој носеше мустаки и асоциацијата ми е таа, да. што се однесува до презимето. Имаш интересно име. Дали Бор? Никако да ја сватам етимологијата на името. Тоа е интересно. Вака пред да ви објаснам за етимологијата. Ова име кога е дадено, тука е условно кажано било модерно. Ама под наводници сега тоа како. Значи, меѓутоа кога бев прв пат во Прага и во Чешка воопшто сватив дека таму е архаично името. Го видов на некои работилници кои се тотално стари. И јас се збунив како тоа и сватив дека тоа е надминато веќе име. Тоа е некој стар како кај нас кога би бил, не знам, Трпео, не знам, така некако од прилика. Тогаш се заинтересирав за тоа, очигледно дека има дека е словенско име со словенски корени, и видов дека тоа не е поврзано ни со прашалното зборче дали, ни со Бор. Туку е поврзано со далека борба. Охо. Да, како борит од старословенскиот борба и далеку. Тоа во превод значи far away battle или far away fight, далека борба, значи нешто што се војува на долги стази. Јас мислам дека по-добра метафора за мојот живот не сум слушнал. Да, но уште поприфатливо далеку од борба. Исто така, далеку. Апропо она што го зборувавме за татко, ти не отишол таму, каде што се случува неубави нешто, останал тука далеку од борба. Ето, добро, и тука може да. Така, добро. Значи, Далиборе, го чекаме твојот прв роман, го чекаме твојот... Втор, не прв. Втор! Ајде да позборуваме за првиот. Првиот е, така оставаме малку во заборав некој интенционално, се вика Буники, по на растенијето Буники. И тоа е една интересна постмодернистичка игра, меѓутоа овој сега кој треба да се вика Смола, ајде така да откриеме, ќе биде нешто малку по традиционално конципиран во таа смисла. Добро. Да. И тука е крајот на денешно издање на емисијата 15 минути со. Ти благодарам што беше дел од оваа емисија. Ќе се видиме во некоја наредна прилика. Секако. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со, во која разговаравме со Далибор Плечич. До видување до следната емисија.